Стандардно по возење со Вучич следува вашиот забавен информатор од 30 на минути на Ексклузив. Се држите повторно со мене, Нина, верувам дека и така навикнавте, а верувам дека и ви фалевме. Нема некои си 2 дена во ваква комбинација, но вечерва сме заедно. Еве што ќе има денес. Во Ексклузив ќе гледате дали сведочењето на Роберт Саздов во судот во Солун ќе го спаси Панки од затвор. Ексклузив ги има деталите. Алондра Кабрера, мисицата на Мексико, твиркаше пред нашата камера. Модна ревија на познатата мексиканска дизајнерка Силвија Пола Перес во нашиот главен град. Гледајте Ексклузив. Пред само неколку дена како бомба во јавноста одекна апсењето на Панкиот, пејачот од групата Кукулеле, кој го уапсија на грчката граница поради, како што велат, криминал кој го направил пред 13 години во Германија со кражба на податоци од картички од банкомати. Сега најновите информации велат дека неговиот пријател Роберт Саздов е во Солун за да сведочи за него. Дали сведочењето на Роберт Саздов ќе му помогне на Панки да излезе од затвор? Ова е една од главните теми кај новинарите, меѓутоа и кај нас. Дојдовме до едни интересни информации и ексклузивно ги споделуваме со вас во ова издание. Сашо Каимовски, или попознат како Панки од дуото Кукулеле, пред 10 на дена беше уапсен на граничниот преминев зони при обид да влезе кај нашиот јужен сосед. Причината за апсењето е веќе позната. Пред точно 13 години германските власти распишаа европска потерница за Каимовски за учество во мрежа која крадела податоци од банкомати. Панки цели 13 години ја немаше напуштена Македонија, знаејќи дека ако стапне на тло на друга земја, веднаш ќе биде уапсен. Познатиот пејач веќе се наоѓа во притвор во Солун, а во понеделникот на 1 април беше првото судење на кое како сведок се појави Роберт Саздов. Адвокатскиот тим на Каимовски инсистирал Саздов лично да дојде во судот во Солун, за да им докаже на грчките власти дека Панки е многу познат пејач во нашата земја со долгогодишна кариера и дека нема никаква поврзаност со било какви банкомати или слично. Морав да однесам насловни страници, да им покажам телевизиски емисии, гостувања и што ли уште не, бидејќи само видеоспотовите од YouTube не можеле да помогнат во одбраната на Панки. Накусон изјави Саздов во телефонски разговор. Инаку, како што дознава Ексклузив, ако Панки биде осуден, му се заканува затворска казна од 6 месеци до 8 години. Тимот на Панки се надева на најниската казна, но секако не се исклучува можноста познатиот пејач да ја добие и највисоката казна. Според потерницата, 52 годишниот осомничен во 2006 од 2 банкомати во Минхен украл податоци и лозинки на кредитни и дебитни картички со поставување на микроскопски чипови, што ги снимале податоците и со поставување на дополнителна тастатура. Заедно со уште 2 лица со украдени податоци, правеле картички, клонови и подигале пари во различни земји, предизвикувајќи штета од над 1,3 милиони евра, од кои над 200.000 само во Германија. Лејла Рамковска е една од најпознатите инструкторки за јога кај нас. Таа ја негува својата смирена енергија, меѓутоа како што вели самата, кога некогаш ќе се стапне на незиниот темперамент, доаѓа до црвена линија. Токму така, Лејла Рамковска, воедно и ќерка на Велија Рамковски, а со неа поразговара нашиот колега Зоран Василевски, се занимава со јога веќе неколку години, а вели дека и станало пасија изминатава година. 4 години вежба, а веќе и е и професија. Па да видиме што имаше да каже. Лела, ти благодарам пред се што не донесе на вакво убаво место во Нерези, го гледаме Скопје. Како си? Одлично, Зоки, фала што дојде. И одлично изгледаш. Фала. Кажи ми, како е да бидеш јога инструктор? Дали е напорно? Не
би рекла дека е напорно ако го правиш тоа со љубов. Пред се љубов кон луѓето и да сакаш да им пренесеш и да помогнеш малце барем од тоа што го знаеш знаењето, да можеш да го искористиш некако за да малце барем нешто смениш во животот на некој поединец или повеќе луѓе. Ти ми кажа неврзан муабет дека пред 4 години си почела да вежбаш јога сама. Од каде идејата? Што се случи? Па идејата мислам дека беше неопходно затоа што имав некои здравствени проблеми, вртоглавици. Па испана дека имам дискус, спондилоза, што мислам дека е многу честа појава. Бев на терапија, докторката ми рече дека морам да продолжам со вежби кои што се превземени уствари од јога и така почнав, значи стварно беше неопходно за моето здравје. Каде доби сертификат? Сертификат добив од една инструкторка, не да се вика, она прв пат ја донесе таа америчка програма Yoga Alliance, која што е позната во цел свет и признаена. Добро. Колку трае еден час? Зависно, значи јас часовите што ги држам траат час и 15 минути, пошто се павер јога и се доста динамични и напорни, можам да ги кажам. А мене ме интересира дали секој што треба да бидеш во природа или може да се вежба и во сала? Може во сала да се вежба. Што е поубаво? За мене лично е најубава природа. Си вежбам тука на отворено. Тука више имаш реквизит. Да. Кажи ми, каде може да најдат луѓето што гледаат во моментот ексклузив? Значи, после подолга пауза, почнувам во Doubletree by Hilton. Ќе држам една група, па понатака ќе видиме, иначе ќе држам и работилници. Имав до пред една недела во Public Room една работилница и понатака исто, мислам, еднаш месечно да одржувам работилници, кај што ќе може поголем број на луѓе да посетат. Може да пишете на Facebook, така? Секако. Да покажем за Фейсбукот на Лела. Лела, а за крај убедиме да дојдам. Како ќе го убедиш? Зоки, многу убаво ќе те видам во животот, многу ќе видаш среќен, така истегнат, убаво ќе се осеќаш по-високо, јако си многу висок. Ама ребетот ќе ти се издолжи, ќе се направи простор све каде што треба. Ќе бидам згоден. Згоден ќе бидеш како што си. Јас сум Лела, вежбајте јога и гледате ексклузив на 1TV. Хуманитарниот настан Тоа сум јас ја имаше честа да ја пречека мисицата на светот за 2018 година, воедно и мисицата на Мексико. Зборуваме за латино, но не ја гледаме ни на туку Алондра Камбрера. Одлично изгледа и вели дека македонските момци изгледаат фантастично. Така? Така, нема потреба некогаш само мене да ме гледате за латино, затоа има тука професионалци кои што тоа го работат најдобро што можат и верувале или не, тоа се изведе со нашиот колега Зоран Василевски, каде што го научи на некои зборови од нејзиниот мајчин јазик, меѓутоа и дел очекори за латино танци. Да погледнеме. Вечерашна гостинка во ексклузив е Miss of the World и Miss Freedom of the World на Мексико. Тоа е, сега ќе го погледам името, ама малце ми е тешко. Беше? The name? Alondra Cabrera. Alondra Cabrera. Oh, I like it. How are you? Your first time in Macedonia? Oh, it's my first time. I think that Macedonia, Skopje, it's a beautiful, beautiful city. I've never been, and I'm so happy to be here with us, with all the people. What do you think about Macedonian boys? Oh my gosh, I have a boyfriend, Like I'm me? sorry. You have a boyfriend? Yeah, I know. Too bad. No, it's so gentleman, so handsome. Yeah, I love it. You like your boy? Yeah. Your boyfriend? Yeah, I How love long you are together? it. 4 years? He's rich? Yeah. Tell me, you are Miss Mexico Yeah. and Miss Freedom of the World. Yeah. 2018. 18, right. Tell me about that. Yeah, and when I start in the Miss Earth Puebla. It's a state of Mexico. Tell me something about in Spanish language. Okay. Bueno, estuve en los 5 primeros lugares. I say I love you. You are so hot. Okay. Te amo. Eres muy ardiente. Yeah.
What kind of music you listen? My favorite music is the 19, 18, 17. Yeah, it's my favorite music. But reggaeton. Favorite artist? Favorite artist, I think that Whitney Houston. Yeah. You dance Latino? Yeah, You can show me. Claro que sí, con mucho Okay. gusto. Now here. Vamos a empezar. ¿Qué quieres, reggaetón o salsa? Reggaeton. Reggaetón. Maluma. You know Maluma? Yeah. He's very popular here in Macedonia. Really? See, Yes. I say that. Yeah, and Maluma is so famous in all the world. It's so handsome too. Did you know to twerk? Yeah, but You must show me. Okay, later. Turn like me. Okay, you got it. 1, 2, 3. Báilame como si fuera la última. Thank you very much. What is your horoscope? Libra. Libra? Libra. Will you marry with me? Yeah, of course. Thanks. Someday. You will be Macedonian. Yeah. I like you. Oh, Prende los motores Kawasaki, en la disco está llena y llegaron los Anunnaki, no le baje. El booty sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Oh, hello. My name is Alondra Cabrera. I'm Miss Freedom Mexico and Miss Freedom of the World 2018. And see One TV. Bye bye. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como... Ексклузив беше на ексклузивна модна ревија на познатата дизајнерка од Мексико Силвија Паула Перес, која представи својата последна ревија именувана како Алма Латина, со која се рефлектира сензуалноста и јачината на жените, особено нејзината елеганција. Настанот беше организиран за хуманитарни цели, односно средствата собрани од овој настан воедно и средствата собрани од продажбата на продуктите отидоа кај Сдруженијето за борбата против ракот на дојката и за реализација на нивните годишни активности. Па да погледнеме. So, Paola, welcome to Skopje, Macedonia. This is your first time, right? Yes, this is my first time, but not my last. I'm super happy to be here. How do you feel here? I love it. I love the people, the food, the city. Everything is so awesome. I want to come back very soon. I leave in today, but I will come back, I swear. Why did you choose Macedonia to be one of the places to showcase the new collection? You know, last week I was invited to Sofia Fashion Week by Robert Gramatikov. He's director of Miss Model of the World Macedonia. So I was so excited because it was my first presentation here in the Balkans. And from them, he invited me here. So of course I accepted because it's a opportunity to help people. You know, this is an event with a purpose. And I love that. How would you describe the woman in your country? Well, actually, the collection, the name of my collection is called Latin Soul. Why? Because all the collection is made for the Latin woman, because she's so sensual, sexy, spicy, and that's why I wanted to bring all that here to Macedonia, to the Balkans, of course. That's so nice of you. Yeah, I love you also. I like, you know, to promote empowerment of women in these kind of things like fashion. And what's the message that you're trying to send through this fashion runway? Well, this event mainly, I would like the prevention of the cancer, because this is the purpose of everything. You know, my mom unfortunately died of breast cancer. So for me, it's such an important thing. So that's why I'm here, representing all the Latin America in fashion. And here in Macedonia, a super nice place. Бива може најпрво да не запознаете со целиот овој хуманитарен настан и за конекцијата со Мексико. Всушност целиот овој настан, иницијатор е главниот виновник и, да кажам, организаторот на самиот настан, односно Димитар, кој што ја представува компанијата Тоа сум јас, козметичка компанија, која што за прв пат во Македонија ќе има прилика да се запознаат нашите граѓани. Дојде кај нас во канцеларија, имаше идеја поттикната од неговата лична приказна во неговото семејство, дека и неговата мајка е всушност
била пациент заболен од рак на дојка, да дојде и од целата продажба, се што ќе биде да подпишеме 2-годишен договор со цел од продажбата што ќе оди 5% се одвојуваат ете вака во хуманитарни здруженија. Го најде нашето здружение како едно од најрелевантните, затоа што најтранспарентните, кај што реално имаме голем број видливи активности и се со цел да ни помогне во нашите активности и реализација на истите. Сакаме да прикажеме дека убавината ја носи секој, оној кој што има дојки и оној кој што нема дојки. Убавината треба да ја препознае секој, без оглед на лузните, тие само нели што ги носиме со себе, тие само ни покажуваат колку ние сме били успешни. И токму и тоа всушност тука некаде се надоврзавме со приказната со Мексико. Главната што е креаторка, чии што модели ќе видиме вечерва, навистина на наша огромна чест и горди сме што ете така и таа избра да биде дел од овој настан и да едноставно да го поддржи. Исто во своето семејство имала незината мајка е од рак на дојка, пациент и исто така сака, нели ете, се најдовме некако на иста бранова должина. Знаат, особено луѓето кои што живеат надвор, да кажам, нели во Европа и во светот, ги препознаваат ваквите настани како навистина многу значајни, затоа што не само што пред овие луѓе тука кои што денеска ќе видат ја подигнеме свесноста дека ракот постои, дека е меѓу нас, туку меѓу нас се исто така и голем дел од борките кои што се оперирани и едноставно баш и во моето излагање ќе биде дали може да ги препознаете. Едноставно болеста не се препознава, не треба никој да биде дискриминиран и да потенцираме дека убавината доаѓа од внатре. Тоа беа прилозите за денеска, но се уште не е крај на оваа емисија. Ја завршуваме некако оваа емисија со убава музика и нашата позната топ 5 листа. Да видиме кој е на предлог за оваа македонска топ 5 листа и кој е на првото место. Топ листа со најдобрите македонски поп песни на 1ТВ. Вие гласавте, а ова се резултатите. Место број 5. Лозано, Мајко. Не жали, жали, не жали. За ништо веќе не жали. Кажи ми моја мајко, утека дај ми само, излажи ме бати. Не жали, жали, не жали. За ништо сине не жали. Кажи ми моја мајко, утека дај ми само, излажи ме бати. Место број 4. Валери, само ти. Само ти, само ти, ти до мене остани. Ти ми требаш, не оди си. Ти, само ти, ти до мене остани. Предлог за оваа недела. Зашто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа отвори, волој ми. Место број 3. Сладкаристика и 2 бона. Диаманти. Не ти треба злато, ти си златник. Полни чанти, само диаманти. Диаманти, само диаманти. Диаманти, диаманти. Место број 2. Дупер, ние сме 2. Ние сме два, много отдавна, а ти си дознна. Ние сме два, много отдавна, а ти си. Ние сме два, много отдавна, а ти си дознна.
Место број 1. Оваа недела на шампионската позиција. Таско, ало. Секад имам добар вајб, луѓе пуна е со тим. На мене се е мек, сега добар со мојот тим. Показ мирно по бејджим, кенди фейс, имам стил. Ако не збориш за пари, значи дека нема дил. А они звонат да јас сум крал. Продолжете да гласате на нашата фан страна на Facebook со испраќање порака во нашето сандаче. И изберете го најдоброто од нашата поп сцена. На кирилица подобро звучи. Видовме како изгледа оваа македонска топ 5 листа, на вам останува како ќе се движи, кој на која позиција ќе пристигне на првото место и кој ќе имаме нов предлог од наредната недела. Јас ќе ви посакам убав остаток од денот, уживајте, се гледаме ние повторно утре, а понаследува Сергеева Рошлија, па да видиме што има да каже тој за манифестацијата која беше по повод годишнината на националната телевизија РНТ. Чао! Чао!